јас сите од нив би ги примил на работа идниот јули, кога ќе завршат. Прашам, да, колкумина од тие 20 вие би сакале да видите кај вас во фабрика? За сега сите. Освен оние кои ќе одлучат да продолжат понатаму со, се надевам, на технички факултет со студиите, без разлика дали е тоа електромашински факултет или слично, она што е потребно на индустријата во Македонија, и дури за некои од нив би размислувале дури делумна стипендија или целосна стипендија во тој процес, бидејќи секогаш се работи за луѓе од нашиот регион. Дали е непристојно прашање ако прашам колка би им била платата ако се вработат кај вас? Или тоа е деловна тајна? Зависи до идната година, значи ако збориме за идното лето, сигурно платата ќе биде веќе почетната плата над 20.000 денари на месечно ниво. Значи за почетниците. За почетниците, значи некој од ученичка клупа на 18 години. Да. Сакам да се надоврзам, министерке, на она што го зборуваше господинот Мизов во делот на тоа дека би ги примиле сите, освен оние кои што би решиле да одат на факултет. Тоа е веројатно еден од стереотипите врзани за средното стручно кај нас, дека децата кои што одат во средно стручно, како да решаваат дека нема да одат на факултет, веројатно ќе треба да се работи многу прво да му се врати генерално дигнитетот на средното стручно како образование кое што нуди шанса за вработување, но нуди шанса и да се запишете на факултет во иднина. Така, ова образование нуди проодност, што значи дека средното стручно образование 4 годишно никако не им го скратува правото на учениците да продолжат во високо образование. Напротив, им дава подобра стартна позиција, посебно за техничките и сродните факултети, затоа што стручните испити веќе ги учеле и во средно образование и полесно ќе се справат со ниво високото образование. Што укажува дека навистина треба да се потрудиме и како држава, како министерство, како компании, да стручното образование го презентираме од аспект не само на работна сила која што е на најниските нивоа, туку напротив, која што создава инженери, затоа што еден инженер ако го земете и го создавате од 14 години, тој веќе по завршувањето на факултетот и ќе има многу повеќе знаења, но многу и подолг период бил изложен на реална практична настава и во компаниите, и во училиштата и секако после на факултет. Затоа сметам дека тој систем не дека нашата држава го немала. Ако ги прашате оние возрастни машински инженери кои што сега се во фабриките, тие сите поминале низ машинско средно, па понатаму биле на машинскиот факултет, па станале машински инженери кои што се врни и денеска и помладите може да учат во фабриките од нив. Да.